Ехе, здраво, здраво. Јас сме повторно назад во вашата омилена ТВ училница. Што ќе учиме денеска? Денес ќе работиме проценти со шестоделенците. Одлично. Лука, може ли едно прашање за почеток? Може. Дали често го слушаме зборот процент во секојдневниот живот? Па да, го слушаме, да. Дали ти текнува некој друг збор наместо процент кој што почесто се користи во секојдневниот живот? Тоа ми текнува, да. Кој друг збор ви текнува? Посто. 100%. Посто, друг? Од 100. Од 100, токму така. Да. Значи, ова се зборовите кои што се замена за зборот процент, односно синонимот за зборот процент. Так. Зошто е тоа така? Што всушност ни представува процентот? Процентот ни представува всушност стоти дел од некоја количина. Затоа е она од 100. Или Значи, по 100. или по 100, Да, да. колку од По 100. стотката земаме. За полесно да го сватиме процентот, ќе нацртаме една табела 10 на 10, за да имаме токму 100 квадратчиња. Лука, 10 на имаме 10. линии, веднаш да може да нацртаме да ни видат Да. прави, како ќе ја ставиме табелата. Еве ги. Па добро, и логично доаѓа Така, сега било ќе кој број од 100 кога ќе се направи таа логика, после логично доаѓа дека тоа е дел од стотката. Така, сега ќе Да. видиме и со помош на табелата колку е тоа поедноставно. Ајде. Можеме ова да нацртам тука, ја цел. Долу само До долу? Да. Ајде. Ќе ни треба 10 да имаме. Знаете кога најчесто сум размислувал за проценти? Кога ќе отидам во некоја продавница и Ете, има така, толку попуст. така тоа сакав да прашам Да. сега. Да. Каде најчесто ги сретнуваме процентите? Во Кога имаме продавница, да. Кога има попусти во попусти, продавниците? кога имаме, дали се тоа маркетите или Да. Продавниците бутиците за облека за или облека, за- токму така. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ќе мора да продолжиме. 10 па и нагоре ги Да. ставиме. 7, овде нема да може. Еве уште едно овде ќе ставиме. Ставиме Штрак. тука. И уште колку уште 1, две? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, уште две таман догоре, Да. две ќе поделиме. Еве едно, еве и таму едно. На две ова само. Да, може. Еве го. Дали е во ред? И сега вака ќе ја поделиме на 10 дела. 2, 3, 4, 6, 7. Ево вака. Супер. Одлично. Сега може да пуштиме хајлајтерот за да може да боиме. Може. Ево го. Че сега имаме точно 100 квадратчиња. Велиме процентот е 100 дел од некоја количина. Да. Значи, ако обојам овдека Добро. едно квадратче, сме обојле всушност една стотинка. А Да. тоа ни е всушност 1%. Процент. Да. Ако обоиме еве 5 квадратчиња, Значи како дробка. како всушност. дробка. Да. Ако обоиме 5, тогаш имаме 5 стотини. Да. А 500 затоа што велиме процентот е колку делчиња имаме од стотката, во случајов Да. имаме 5 делчиња од стотката, значи ќе имаме 5%. 5%. Дали Да. го свативме сега Да, поимот да. за процент? Одлично. Еве одиме со нешто полесно. Ако имаме дробката сега една половина, да ја претвориме во процент. Добро. Една половина. Рековме, гледаме секогаш од количина од стотката. Да. Повторно мораме да одиме кон стотката. Да. Така, една половина од 100 колку е? 50 квадратчиња. 50 квадратчиња, што значи една половина ќе ни биде 50 проценти. Да. Ќе се обидеме сега со други проценти, ќе ја Ајде. избришеме таблата. Може. Сега ќе направиме цап. Каде, да, вие знаете каде се... Опа. Се бришеше. Со сунгерот, Не, еве овде како. имаше Не, на сунгера, ево. имаше уште. Ево. Да, Вака? одлично. Може. Да. Да. Браво, Марија. Бум. Еве Е. дробката сега да ја земеме, само пушти ми го Ајде. калцето за пишување. Еве. Сега кога ја земеме дробката, една четвртина. Ај вака сега да тргнеме. Кога одиме да купиме бурек, кога бараме четврт бурек да ни Да. дадат. Така. Колку проценти всушност тоа ќе ни биде од целата пита? Ја може да пробам. Ајде. Ајде. Значи, сепак одиме кон стотката, еве постапно ќе пробам да ја решам. Одиме кон стотка. Колку пати, кога 100 ќе се подели со 4, Четири. Одлично. Да. кој број ќе го добиеме? Значи, овде може да си пишеме делење.
односно овој стотката се дели со бројот кој што е 4 со именителот. 100 поделено на 4 е 25. 20. Опа, односно 25%. Сега ни се смени страната. Можеме вака. Еве. Значи 25%. 5 врз 100, а тоа е еднакво на 25%. Како Да. уште можевме да дојдеме до ова? Бидејќи што знаевме дека половина беше 50%. Таа половина кога ќе ја поделиме уште на Уште на пола, бидејќи половина, четвртината да. се добиваше на тој начин, Да. половина Да. од половината, па половина од 50 е 25%. Така. Ајде да видиме сега дропката 1/5. Ајде. Па јас би го искористил истиот принцип. Ајде, токму така, да. Дали е во ред, исто би си ја напишал стотка, значи секогаш Така. ги претвараме во стотка. 100 поделено со 5 ќе добие 20. Така. И тоа е 20% од Одлично. Да. што. Ајде да видиме сега нов Ајде, лист. има. Ајде, 1/10. Ајде. Пише да. Сакаш да пробаш, Мари? Ајде. Ајде. Ајде, пробај. Значи од 1/10. Треба да направиме долу да имаме стотка. Стотка и стотката кога ќе се подели со 10, Десетката. тоа ќе ни излезе 10. Што значи треба овде како кога ќе ја пишеме стотката, Еве тука стотката. И горе си 10. Ова се дели. И тоа ни е еднакво на 10%. така, само мораме десетката да ја запишеме и овде горе, И за горе, да се да. види од каде дошло тоа 10%. Еве. Значи 100 поделено со 10 ни дава 10, 10. затоа единицата ќе треба да ја помножиме со 10, 10 и и настанува повторно, тука да. 10 10%. стотинки, а 10 стотинки се 10%. Браво, Марија. Идеме со следна задача. Одиме. Ајде, сега, ако имаме наместо 1/10, што ако се 2/10, што ќе правиме? Сега е тешко ова и за мене. Да? Се шегувам. Па не знам, според мојата логика, гледаме дека 10 и 2 може да се скратат со 2. Одлично, ти И- текна друга техника да А примениш. тоа е мојата техника, одам кој најлесниот начин за да ја решам некоја задача. Одлично, токму тоа треба да го применуваат и учениците, да најдат И- секогаш кој е Кога поедноставното. би ги скратиле тука и тука, би бил 1, овде би бил 5, уствари 1/5, и тоа кога ќе се претвори во 100, би било исто 100 поделено со 5, еве да не забораваме дека ова се дели, тоа е исто 20, односно 20%. Ова е мојот начин, не знам, вие може би имате друг начин за ова. Точен е начинот, ама и веќе им покажеме како и на друг начин може да пресметат. Нека не мораше да го бришеме за да направеа споредба да се изберат кој на поле. Напиши го повторно. Да. 2 десетини. 2 десетини. Не да се кратат овде. Така. Овде станува 1, овде 5, всушност е 1/5, кога ќе се претвори во стотка, станува 20 врз 100, односно еднакво на 20%. Така. Еве сега. Еве како поинаку можеше да ја решиме. Може ги поделиме со една линија за да убава се види на камера. Значи, што можевме сега да направиме? Повторно нели ги сведуваме долу на именител 100 и сега што забележуваме? Кој број помножен со 10 да ни даде 100? Тоа е бројот 10. 10. Значи требаше да ја прошириме дропкава со бројот 10. Па сега супер. 2 по 10 20. 20, 20, да. што значи ова е 20 стотинки, Ова односно е и полесно. Супер, ова е уште полесно. 20%. Значи која е разликата? Овдека бидејќи имавме единица и веднаш го добивавме истиот број со кој што проширувавме. А сега бидејќи не е веќе бројот 1, туку имаме друг број, мораме да помножиме и со ова бројче што е овдека. Така. Ќе пробаме уште Одиме? една лука? Да. Дефинитивно. Одиме понатаму. Ајде да пробаме еве 3 петини сега. Ајде, може. Па сега не можеме да ги Да ги кратиме, поделиме. така, значи ќе мораме со Мораме проширувањето. Со проширување, да. Стотка поделено со ова е 20, значи тука ќе биде по 20, односно 3 по 20 ќе биде еднакво на 60. 60. 100, односно 60%. Ете го. Одлично. Супер, ова е одлично. Сега би ми помогнало многу повеќе кога ќе одам во продавница, да знам точната цена на производот Да ја кој се на пресметаш. попуст. Така, ќе видиме следниот час
и тоа како се пресметува, значи како ќе пресметаме попуст од некоја сума, кога ние дадем попустот во проценти. Може да одиме со уште некој пример ако Да, секако. некој дури потежок можеме да им покажеме, бидејќи мислам дека гледачите се многу паметни, па сепак би решили потешки задачи, нели? Ајде, Да, нека Лука биде. сака да вежба математика. На нашиот најпознат математичар. Па добро, 4, не баш, ама. 20. 4 20-тини, Марија. Како да Ајде, ја решиме видиме. оваа задача, Марија? Ајде. Повторно стотка. Така, Така. И сега одиме 100 поделено со 20. Така, ќе Тоа е редаме. еднакво на 5, 5. Така. односно 4. Уи, Марија, па ти знаеш? Па Уи, знам браво. кога јас научив од тебе Браво, Марија. математика. Одлично, многу ми е мило. И ова е 20%. одлично. Одиме со Одлично. нови задачи. Одиме. Со нов час или за нови задачи? Нови задачи. Одиме. Ајде, сега ќе се послужиме малку со картите. Ајде. Ајде да видиме. Овдека, Лука, имаме 40%. Така. Така, Еве може да видат камерите. можеш да ми кажеш 40% во дробка сега обратно колку би било? 40 врз 100. 40 врз 100. 40, само гумичката малце пушти. Ајде. Еве. Еве, панкалцето. 40%. Знаеме дека беше нели 100 дел. Да. Значи 40 врз 100. Е сега, овдека кај мене имам две дробки. 4 десетини и 2 петини. Добро. Што мислиш? Дали е можно и овие две дробки да се запис за 40%? Да. Зошто? Затоа што Еве со 4 десетини ќе тргнеме најде. да, затоа што Зошто и 4 десетини е исто што и 40%? бидејќи може да се скрати со 10 ова Одлично. понатаму изразот. Одлично. Оваа дробка, кога би ја скратиле со 10, ќе добиеме 4 десетини. Е, така. Значи, да, ако имавме дробката 40 стотини да ја представиме во вид на процент, ќе беше 40. Но и дробката 4 десетини исто така ни представува 40%. Така. Следна ја имавме и дробката 2 петини. Добро, ајде да видиме. На изглед различна од Да. 40 стотини, но доколку оваа дробка овдека сега ја скратиме со 2, ќе добиеме Ево. Ќе добиеме 2 петини. 2 Да. петини. Значи добивме 3 различни дробки кои што представуваат ист 40%. процент. Така. Така. Одлично. Одиме понатаму. Ќе најдеме уште неколку еквивалентни. Да, да. Еве за 20%. Може би сами да ги најдеме да пробаме. Може би ќе биде малку потешко, но да пробаме. Ајде. Еве 20% многу е посликовито кога пишувам. Ајде. 20%. Тоа ќе биде 20 врз 100. Браво, Марија. 20 врз 100. Односно, кога би ги скратиле со Да. 10, се разбира, тоа би било 2 врз 10. Така. Односно, дали може најдовме Марија повторно да се Две скрати? дробки за сега кои што се еквивалентни со 20%. Може уште еднаш. Па да биде Една една петина. полов, да, една петина. Така, со двојка кога ќе скратиме, ќе добиеме една петина. петина. Значи за 20%, еве да провериме, може да провериме? Така. Еве. Еве може кон камерите. Еве за 20%. Еве едната дробка е 2 десетини, а другата дробка е една петина после кратењето. Да. Така, одлично. Одиме со уште некој пример, а може би да дадеме домашно. Ајде, може да им зададеме за домашна. Ајде. Еве нека ги ајде на нов лист Да. ќе им напишеме. Ајде. Еве за Само дома. пенкалцата да го уклучам. Ја немавме, мислам дека дробката 2 петини. Супер. 2 петини да ја претворат во проценти. Потоа Повторно. Не избега. Да. Сега ќе го вратиме. Така. Ова беше или ова беше? Ова беше. Еве. 3 четвртини. И да им ставиме, еве, 3 десетини, а потоа нека најдат на 80% колку што е можно повеќе еквивалентни дробки. Значи, записот 80% во вид на дробка да најдат колку што е можно повеќе еквивалентни дробки за овој запис. Да.
Само ако имаме уште малце време и ова би го спомнала. Кога имавме овдека 1/4 лука, кажавме дека беше 25%. Да. Како поинаку можевме уште да најдеме колку е 3/4? Ако 1/4 е 25%, а ќе имаме 3 такви, Ќе собереме. 25 плюс 25 плюс 25, 75%. Супер. Имаме уште еден начин како да учениците се пресмата. да, може да си пресметаат дропки во проценти да ги претворат. Супер. Доволно им беше денес, мислам дека на Доволно. 6 оделенците. Да. Да. Одиме со джингл и понатаму средуваме со уште еден час по математика. Значи не е толку, еј. Поздрав.